Земјата го живее првиот ден од воведувањето на вонредната состојба. Нема промени во секојдневието на граѓаните, мала е фреквенцијата на луѓе по улиците, се забележуваат помалку возила. Владата уверува дека оваа мерка, која ќе трае 30 дена, ќе придонесе за побрзо надминување на ситуацијата. Вонредната состојба не значи никаков застој во слободниот транспорт, ниту во делот на прехранбените потреби на граѓаните, ниту во делот на потребите за снабдување со лекови на болниците и аптеките. Денеска се продолжува да функционира во секојдневниот живот исто како и вчера. Нема одлуки за нови рестрикции во движењето и извршувањето на професионалните обврски на граѓаните. Исклучок од ова, сега за сега, се само подрачјата на општините Дебар и Центар Жупа. Се апелира до граѓаните да се придржуваат до повиците за помалку контакти. За само 2 дена поднесени се кривични пријави против 12 зашто не ги почитувале пропишаните мерки. Информациите на полицијата се дека речиси 400 граѓани се под здравствен надзор и околу 1000 се во самоизолација. Во однос на олеснување на економскиот импакт на заразата, земјава се обратила до Брисел за финансиска помош. Побаравме од комисијата, согласно иницијативата на Европската комисија за финансиска поддршка на ликвидност на предпријатијата погодени од епидемија, пристап до средствата и на Банката за поддршка на развој на Република Северна Македонија, со што би се обезбедиле брзи и краткорочни заеми. И Германија, најмоќната членка на Унијата, очекува европска помош за земјава. Тоа го порача државниот министер за Европа на дигиталната средба со Никола Димитров. Сметам дека е неопходна солидарност од страна на ЕУ. Се надевам дека Унијата ќе успее набрзо да ја помогне на Северна Македонија во справувањето со економските последици од пандемијата. Ситуацијата со коронавирусот ја турна во втор план, речиси известната одлука на земјите членки на Унијата на заседанијата идната недела на Северна Македонија да ја одредат датум за почеток на пристапни преговори. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.